Поголема координација со граѓанскиот сектор и отварање општинско административно тело за соработка со граѓанските организации за заедничко искористување на средствата од типа програмите. Ова е пораката што ја упати Билјана Бекова од НВО Инфоцентарот, кој ја работеше анализата на капацитетите за искористување на европските фондови. Според Бекова, Струмица покрај обструкциите во изминативе години успела да искористи значителни европски пари за реализација на проекти, но за поголема искористеност потребна е заедничка соработка и координација, но и аплицирање со граѓанскиот сектор пред европските фондови. Тоа е идејата и не само бидејќи општината соработува и со јавните претпријатија и со бизнес заедницата, ние сме фокусирани нели на граѓанското општество, но мислам дека апсолутно од корист на секоја општина е навистина да изгради партнерство и да аплицира на заеднички проекти и со граѓанското општество и со другите засегнати актери. Тука и само мислам дека и тоа ја зголемува шансата за успех во апликациите и во спроведувањето на проектите. Првиот човек на Струмица, Костејановски, покажа подготвеност општината да соработува со сите чинители за искористување на ИПА средствата, со кои ќе се решат одредени потреби на граѓаните, и смета дека ваквата анализа е од големо значење за општинската администрација. Се разбира, секогаш може и повеќе и подобро. Поголемо вклучување во иднина на човечките ресурси во поглед на изготвување на издржаните проекти, стратешка рамка за локален економски развој за периодот 2016 до 2020 година и унапредувањето на соработката со граѓанскиот сектор ни дава за право да веруваме дека во наредниот период ќе ги подобриме капацитетите за искористување и програмирање на ИПА фондовите на локално ниво. Во тој поглед, секако ќе ги имаме во предвид клучните наводи и препореки кои произлегуваат од овој аналитички извештај, кој се однесува на општина Струмица. Анализата за капацитетите за искористување на европските фондови во Инфоцентарот го реализираше со организацијата на жени од Струмица, со цел да се добијат одредени показатели и оценки за постојните капацитети за користење на европските пари, при што се даваат и препораки како да поголема апсорпција на европските пари преку соработка со граѓанскиот сектор.